Родители си го продале бебето за 500 евра и за бесплатни гинеколошки прегледи. Националната единица за сузбивање на криумчарење, мигранти и трговија со луѓе поднесе кривична пријава против 6мина од Скопје, Куманово и од Тетово, осомничени за кривично дело трговија со дете, поврзано со незаконско посвојување на новородено бебе за паричен надоместок. Според истрагата во текот на 2024 и 2025 година, двајца од осомничените организирале незаконско посвојување на новородено бебе, при што една од нив, користејќи ја својата положба на згрижувач на деца, воспоставувала контакти со заинтересирани брачни парови. Другата осомничена пак ги доведувала во заблуда родители кои поради тешката материјална и социјална состојба не можеле да се грижат за своите деца и ги убедувала да прифатат незаконско посвојување во замена за паричен надомест и други бенефиции. Сомнителни исплати во Академијата на судии и јавни обвинители, но и блокирани генерации за кои се вложиле многу пари. Низа неправилности во финансиското и организацијското работење на Академијата за судии и јавни обвинители Павел Шатев се констатирани во најновите наоди кои отвораа сериозни прашања за законитоста и транспарентноста на институцијата, утврдил Државниот завод за ревизија кој го објави конечниот ревизорски извештај за Академијата за судии и јавни обвинители за 2024 година. Според утврденото, исплатите на надоместоци за членовите на управниот одбор и програмскиот совет се вршале месечно и во целост, наместо пропорционално според присуството на седници, што е спротивно на принципите на отчетност. Дополнително, законскиот рок за завршување на втората фаза од почетната обука за 8-та генерација слушатели за судии и јавни обвинители бил надминат за 3 месеци, со што биле предизвикани дополнителни финансиски трошоци за ментори и координатори. Банкарските провизии скокаат и над 30%. Најпогодени ќе бидат пензионерите и кредитокорисниците. Граѓаните од 1 август ќе се соочат со нов бран поскапување на банкарските услуги. Зголемувањето на провизиите веќе го најавија две од најголемите банки во земјава. Според анализите на Слободен печат, банките веќе имаат јавно достапни податоци за значително зголемување на дел од провизиите и надоместоците. На удар се најчесто користените услуги плаќање сметки на шалтер, одржување платежни и девизни сметки, користење дигитално банкарство, меѓународни трансфери и стамбени кредити. Новите тарифи се минимално зголемени за 5 денари, а кај некој зголемувањето на цените на банкарските услуги е и над 30%. Повеќе за ова во текстот на Валентина Ангеловска. До крајот на јуни треба да се пушти во употреба кулата на водно. Објектот е готов уште од јануари. Иако телекомуникацијската кула на водно изградена веднаш до Милениумскиот крст, уште во декември минатата година влезе во завршна фаза и од јануари требаше да биде официјално пуштена во употреба, објектот се уште ја нема добиена употребната дозвола. Сепак, според председателот на Комисијата на Агенцијата за електронски комуникации Орце Симов, сите градежни активности на објектот се завршени и преостанува уште административната постапка за добивање употребна дозвола. Кулата има 4 платформи, од кои првата е намената за војската и полицијата, втората е за мобилните оператори, третата е за македонска радиодифузија и четвртата, највисоката, е за туристичко-угостителска дејност. Повеќе детали во темата на колегата Филип Николов. Жители на Ново Лисиче бараат мир. Прегласна музика ечи од детската улица на игралиштата се лупа со топка цела ноќ. Како што велат граѓаните, повеќе пати пријавувале во општина Аеродром за решавање на проблемот со гласната музика, но ова само накусо се решава и потоа повторно ечи, оставајќи ги без сон секоја вечер. По новите поплаки доставени пред неколку дена, инспекцијските служби повторно стапија во контакт со представниците на Сдруженијето и им наложија системот да биде ставен во употреба
потреба до целосно отстранување на проблемот со гласноста на музиката, тврдат од Аеродром. Практиката на детската улица да се пуштаат песни од Тоше Проецки во чест на музичката легенда трае веќе десетина години и на жителите не им пречи доколку се почитува предвиденото време и доколку музиката се пушта со соодветна јачина. Но тоа, како што тврдат, најчесто не е така. А тешко е секојдневно да се живее по 14 до 15 часа со прегласна музика. Стравична несреќа во Хрватска. Авион се урна во Медулин. Има загинати. Авионот се урнал утринава, при што неофицијално загинале 4 луѓе, а 20 други се уште се бараат. Според достапните информации, полицијата добила пријава дека паднал мал авион во близина на градот Медулин во областа Кампанош околу 11 часот и 20 минути, пошто на терен биле испратени службите за итни интервенции. Вардар олеснет за 15.000 евра поради срамната прослава на шампионската титула. Причина за санкцијата е скандалозната прослава на шампионската титула по надпреварот со Струга ТЛ, која беше пренесена на социјалните мрежи, а во која беше спомната и македонската музичка звезда Каролина Гочева. Снимките од прославата предизвикаа бројни реакции во јавноста и отворија дебата за однесувањето на учесниците во прославата. Од ФФМ оценија дека ваквото однесување е недолично и спротивно на вредностите што треба да ги промовира спортот, па затоа му изрекоа парична казна на најтрофејниот македонски клуб. Загрижувачки тренд во Македонија. Имаме повеќе разводи, а помалку бракови. Кризата се случува по 5-та година од бракот. Во 2025 година во Македонија биле склучени 10.507 брака, што представува намалување од 5,1% во споредба со претходната година, покажуваат податоците во Државниот завод за статистика. Во истиот период биле регистрирани 2185 разводи, односно 8% повеќе во однос на претходната година. Српските безбедносни служби му рекле на Вучик да не оди во Црна Гора. Безбедносно-информативната агенција на Србија соопшти дека официјално го советувала српскиот председател Александар Вучик да не патува во Црна Гора, откако било утврдено постоење висок безбедносен ризик. Во соопштението објавено на веб страницата на БИА се наведува дека според оперативните сознанија на агенцијата, водачот на кавачкиот клан Радоје Звицер се наоѓа во Црна Гора. Од БИА додаваат дека безбедносната проценка која повеќе пати била побарана од службата на домаќинот на собирот во Црна Гора не била доставена до српската агенција, спротивно на, како што велат, сите правила на професијата и одговорниот однос. Вучик требаше да присуствува на самитот на ЕУ Западен Балкан кој се одржува во Тиват денеска јутре. Австрија по 4-ти пат во својата историја ќе биде членка на Советот за безбедност на Обединетите нации, откако на гласањето во Генералното собрание во Њујорк, Австрија обезбеди 2-годишно место во Советот за периодот од 2027 до 2028 година, освојувајќи доволно гласови уште во првиот круг и оставајќи ја Германија без место. Изборот се смета за значаен дипломатски успех, што ќе ја овозможи на Виена директно да учествува во носењето одлуки за најважните светски безбедносни прашања. Најголемиот губитник на изборите беше Германија, која не успеа да обезбеди доволна поддршка и остана зад Австрија и Португалија. Германскиот министер за надворешни работи Јохан Вадефул изјави дека нема намера да поднесе оставка поради резултатот. Според него една од причините за неуспехот е доцното вклучување на Германија во изборната трка, додека Австрија и Португалија веќе подолго време ја граделе својата поддршка, пишува во својата анализа нашиот дописник од Виена Зоран Русмер. Будимпешта и Киев најдоа заеднички јазик за правата на унгарците во Украина. Унгарскиот премиер Петер Маѓар вчера изјави дека Унгарија и Украина постигнале договор за правата на унгарското малцинство во Украина,
што би можело да овозможи одобрување на првиот кластер, односно група преговарачки поглавја во пристапните преговори на Украина со ЕУ. Договорот представува потенцијален пробој во долготрајниот спор околу малцинските права кој ги оптоваруваше односите меѓу Будимпешта и Киев и ја усложнуваше поддршката на Унгарија за европските амбиции на Украина. Секој чекор од пристапниот процес кој е поделен на поглавја и на кластери од политички области бара одобрување од сите земји членки на ЕУ. Израел и Либан наводно се согласиле за целосно примирие. Ерусалим продолжи со нападите. Израел и Либан се согласија да спроведат прекин на огнот за да ги запрат непријателствата. Објави администрацијата на Трамп, додека сад се обидуваат да ја надминат една од најголемите пречки за постигнување поширок договор за завршување на војната со Иран. Прекинот на огнот меѓу Израел и Либан е условен со целосен прекин на огнот од вооружената група Хезболах, која е поврзана со Иран, како и со евакуација на сите нејзини борци од областа јужно од реката Литани во јужен Либан. Се навидува во заедничкото соопштение објавено од Американскиот Стейт Департмент по преговорите во Вашингтон. Авторите на Саут Парк не се повлекуваат, ветуваат уште пожесток удар врз Трамп во новата сезона. Креаторите на популарната анимирана серија Саут Парк Мет Стоун и Трей Паркер порачаат дека немаат намера да отстапат од исмевањето на американскиот претседател Доналд Трамп преку сатира во предстојната сезона, дури и покрај тоа што според нивните зборови најновата група што се обидува да ги цензурира располага со војска. Ако сакаат да не избркаат од градот, куферите ни се веќе спакувани, порача Трей Паркер. Ке завршиме со еден трогателен гест во чест на скопјанката Дијана, жена која зад себе остави значаен белег во заедницата преку својата хуманост, добрина и љубов кон луѓето и животните и богата лична библиотека. Околу 1000 книги од нејзината колекција оваа сабота ќе бидат бесплатно достапни за љубителите на литературата во просторот Комбо, со што ќе биде исполнета нејзината последна желба – книгите да продолжат да живеат во рацете на читателите. Затоа, сите кои сакаат да откријат дел од книжевното богатство што го собирала со години, може да ја посетат акцијата во сабота и да си одберат едно или повеќе дела за читање. Толку за денес. За се друго се читаме на slobodnpečat.mk. До гледање.